Следите вести на Канал 8. Добро вечер. И покрај променливите временски услови стартуваше жетвата на житата во Кочанско. Откупните цени повторно предизвикуваат незадоволство кај земјоделците, но и приносите се послаби во споредба со минатогодишната реколта. Променливите временски услови уште за време на вегетацијата, но и сега, на самиот старт на жетвата, не ги попречуваат земјоделците од Кочанскиот регион да го започнат собирањето на есенските жита. Земјоделската механизација веќе влезе во нивите и се собираат првите количини јачмен од овогодишната реколта. На почетокот од жетвата, добиените количини по хектар се пониски од просекот на житородните региони во Македонија, па дури и во споредба со минатата година во Кочанскиот регион, велат земјоделците. Па не сме многу задоволни, ама ќе видиме до крајот, додека ожнееме. И па става нешто прикот, нема како ланскиот. Па не може да кажеме još додека не ожнееме. Ама Одовоше се гледа слабо. За една недела се очекува да започне и жетвата на пшеницата, а според првичните согледувања кај неа, како и кај јачменот, најверојатно ќе се добијат нешто послаби приноси. Земјоделците претпоставуваат дека причина за тоа е што токму во мај, во периодот на вегетација на житата, немало врнежи во доволна количина за да се наполни зрното. Од вкупно засејаните нешто повеќе од 5000 хектари со пшеница и јачмин се планираше годинава да се добијат околу 9000 тони лебно жито и близу 7000 тони јачмен. Сепак, неизвестно е дали од реколтата ќе се обезбедат овие количини. Освен од приносите, земјоделците се незадоволни и од ниската откупна цена за килограм јачмен, што практично е слична на минатогодишната. Со оглед на квалитетот на зрното, нема изгледи да се добијат повеќе пари за предадените количини. Цената никако, скоро 8 динара. Тоа е малку. Поради ниската цена, производството на јачмен е нерентабилно. Затоа земјоделците размислуваат и воопшто да не ги продаваат произведените количини, туку да ги чуваат во амбарите. Тие сметаат дека минимум од 11 денари за килограм јачмен и 15 за килограм пшеница е границата под која едноставно не треба да се оди за да се покријат трошоците за производство. Најмногу од површините во Кочанско, околу 3000 хектари, беа засејани со пшеница, а 1600 со јачмен. Останатите околу 1000 хектари беа засејани со пченка, а неколку десетици хектари со рж. Викендот се одржа изборно собрание на Општинската организација на Демократскиот сојуз Кочани, на која за нов председател е избран Атанас Стефанов. На состанокот присуствуваше и председателот на партијата Павле Трајанов, кој се осврна и на актуелните политички случувања во Македонија. Младиот Атанас Стефанов е избран за нов председател на Општинската организација на Демократски сојуз на Кочани. Така решија присутните партиски членови на изборното собрание што се одржа викендот. Стефанов е дипломиран правник адвокат од Кочани и на функцијата во партијата доаѓа на местото на досегашниот прв човек Јоце Илиевски. На седницата присуствуваше и Павле Трајанов, председател на Демократски сојуз, кој пред присутните зборуваше за актуелната политичка состојба. При тоа тој нагласи дека Македонија е во длабока политичка криза која ја загрозува стабилноста на државата, економскиот развој и евроинтеграцијските процеси. Трајанов, меѓу другото, повика на разумно однесување и водење сметка за државните интереси од сите партии, посебно од лидерите на партиите што се вклучени во преговорите за излез од кризата. Тие што ја генерираа кризата мораат да понесат политичка одговорност, посочи Трајанов пред присутните членови и симпатизери на Демократски сојуз. Во Грција летуваат голем број граѓани на Кочани и Виница. Туристичките агенции по одлуката на грчката влада да го ограничи износот на пари кои можат да се подигнат од банките немаат најава за откажување на аранжманите за Грција. Владата пак се уште не излезе со некакви препораки за македонците кои патуваат во оваа земја. Во моментов во туристичките резорти во Грција летуваат голем број кочанци и виничани. Најчести дестинации се Паралија и летувалиштата на Халкидики, особено на првиот крак. За разлика од Македонија, владата на Велика Британија уште предната недела им препорача на британците да носат кеш со себе за неколку дена ако патуваат во Грција. Истото го направи и германската влада. Моментално, влошената економска состојба на соседна Грција негативно ќе се одрази врз туризмот на нашиот јужен сосед.
Медиумите во регионот веќе објавија откажување и повлекување на веќе закажаните туристички аранжмани во Грција поради најавениот банкрот на оваа земја. Граѓаните на Кочани и Виница пак по ова прашање, како и по многу други, се поделени. Едни не гледаат причина зошто да се откажат од веќе закажаниот одмор и покрај најавените зголемување на цените на прехранбените производи и пијалоци во Грција, додека други велат дека се предомислуваат и најверојатно Грција како дестинација годинава ќе ја избегнат. Ако сепак се одлучите да патувате во Грција како турист, тогаш носете си пари во готовина, за да не се случи неочекувана непријатност. Проширувањето на паркинг просторот пред објектот на Централниот регистар и кај Центарот за култура го актуализира прашањето дали ќе се сечат повеќе годишните дрвја. Од општината дилемата ја расчистуваат со одговор дека се работи за дезинформации, односно сечење воопшто ќе нема, освен на едно дрво. Комуналното уредување на централното градско подрачје, што како задача си го постави локалната самоуправа, придонесе и за сечење на дел од дрвјата што се нашле на местото каде се извршуваат работите. Поради тоа, реакциите на граѓаните се сосема оправдани и покрај обидите да се разжубави и доурбанизира изгледот на Кочани, односно на местото на стеблата да се постави цемент или асфалт. Најавите дека ќе се шири паркинг просторот кај Централниот регистар, односно кај Управата за јавни приходи, го вклучи црвеното светло за тревога поради постојниот дрворед таму, кој е потенцијален кандидат да се најде на удар на моторните пили. Затоа дојдоа и неизбежните прашања до локалната власт, дали повторно ќе удри по костените. Во јавноста се знае за градење на паркинг просторот пред УЈП, значи ќе има сечење на стари дрва. До кога Кочани ќе го има проблемот на тоа да не одржува нешто што со години сме го имали? Дали тоа мора да биде решение 100%, значи да нема алтернатива, па мора тие дрвја да бидат исечени? Ја конкретно би ве прашал, бидејќи официјално не сум запознаен и сигурен, дали ќе се сечат столетните дрва во близина на УЈП, бидејќи тие се еден од заштитните знаци на градот Кочани и со нивното сечење и отстранување ќе направиме уште една голема лузна на овој град, кој што после нема никогаш да може да се санира. Според градоначалникот Димитровски, општината има формирана комисија составена од представници од локалната самоуправа, од комуналното претпријатие Водовод и од Македонски шуми, така што таа е стручна и одлучува дали, кои дрвја и кога треба да се исечат. Јас како градоначалник, не знам дали тоа ви е познато, повеќе пати го повторувам, сум најголем поборник на сечење на дрвата. Конкретно ќе ви кажам дека таму нема да има сечење на дрво, освен мислам дека само едно дрво, кое што не може да се заобиколи. Така да немојте да подлегнувате на разни шпекулации и балони кои што некои сакаат вештачки да си придадат важност. Балони и шпекулации или не, сепак факт е дека во последните година-две во градот се исечени поголем број стебла, што кај граѓаните отвора сомнеш дека тоа се прави без план и по случаен избор. Токму поради тоа, тие очекуваат оти во конкретниот случај за проширување на паркинг просторот кај УЈП и возачите ќе добијат нови места за своите возила, но и минувачите ќе си ги задржат сенките на повеќе годишните костени. Намалување на ДДВ-то за храна од 18 на 5% побара Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора. Хотелиерството во Кочани е се уште дејност во зародиш, но затоа е расширен угостителскиот бизнис. Финансиските средства што нема да ги плаќаат за ДДВ, хотелиерите и угостителите би ги искористиле за нови инвестиции. Намалување на ДДВ-то за храна од 18 на 5% побара од Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија. Оттаму нагласија дека преку оваа мерка ќе може да ги покријат загубите во периодот на мртва сезона, а средствата ќе ги искористат за едукација на неквалификуваните кадри и надминување на проблемите како што е недостигот на капитал. Хотелиерството во Кочани е се уште дејност во зародиш. Кочани не поседува хотел од висока класа, а среднокласните хотели развиваат меѓусебна конкуренција која нуди доволен избор за гостите од страна, кои градот го посетуваат периодично со оглед на тоа што не е туристичка дестинација. Но затоа расширен е угостителскиот бизнис, а особено цвета во периодот кога годишните одмори ги користат и селениците.
Според Стопанската комора на Македонија, хотелите и рестораните за храна што ја послужуваат плаќаат на крајниот производ 18% ДДВ, а суровините што ги внесуваат за производство на таа храна се оданочуваат со 5% ДДВ. Имајќи ја предвид ваквата диспропорција, Сдруженијето за угостителство и туризам изготви иницијатива со која ќе побара намалување на ДДВ за храната, освен за пијалоци. Десетина лица од ранливите категории во општина Зрновци ќе ги користат услугите на Народната кујна што започна со работа. Таа е 49-та поред во државата, а трошоците за нејзино функционирање ги покрива Министерството за труд и социјална политика. По еден топол оброк дневно ќе добиваат лицата од најранливата категорија во Зрновци во рамки на Народната кујна, што и официјално започна да функционира. Таа е отворена со поддршка од Министерството за труд и социјална политика, а свое учество имаше и локалната самоуправа. За сега со ваквата услуга се опфатени жителите на општинскиот центар, а се планира најскоро да се вклучат и лица од другите две села во општината. Храната на корисниците им се дели во просториите на општинската зграда, а освен тоа, локалната самоуправа го обезбедува и транспортот на храната од детската градинка во Кочани, каде се подготвуваат оброците, до Зрновци. Ова кујна со тенденција дека се зголеми понатаму и за останатите населени места. Засека 8 луѓе ја користат кујната, меѓутоа јас се надевам дека во догледно време ова бројка ќе се прошири. Можам да кажам дека луѓето и нема навика околу сето ова, и тоа ја мислам дека со обзир на нивните потреби тие ќе престанат и ќе почнат да се јавуваат кај нас да се пријават, за да можеме понатаму и тие да бидат корисници. Градоначалникот Станков рече дека во општината има регистрирано повеќе лица кои имаат потреба од социјална помош, но корисници на услугите на Народната кујна се болни, стари, изнемоштени или тешко подвижни граѓани кои не се во состојба сами да си обезбедат оброк. Од Министерството за труд и социјална политика рекоа дека ќе го продолжат проектот за отворање народни кујни во државата. До денес има отворено околу 49 народни кујни, во кои се опфатени околу 4000 лица. Како што спомна и градоначалникот, значи овакви кујни се од интерес за задоволување на потребите на старите лица, претежно болни луѓе и стари изнемоштени лица, за да можат во текот на денот да добијат барем по еден топол оброк. Така да, значи, овој проект уште продолжува. Ете, денес сме овде во Зрновци, се отвора во Зрновци, исто ќе се отвори во наредните денови и во другово Кичевско. Така да, тука нема да се застани со овој проект, бидејќи има потреба, како што се констатира, и понатаму проектот ќе продолжи. Според државниот секретар Хусеин, во Министерството за труд и социјална политика планираат во периодот до 2017 година да се отворат народни кујни уште во 4 други општини. Во Кочани, Народната кујна беше отворена пред неколку години и во моментот топол оброк добиваат 50 на лица. За нејзиното работење за годинава е планирано да се потрошат околу 1.200.000 денари. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полноќ се намалуваат за половина денара, на дизелот и екстра лесното гориво за 1,5 денари за литар. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 71 денар за литар, а на Евросупер БС 98 73 денари за литар. Евродизелот ќе се продава по 55 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство по 43,5 денари за литар. Се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 27,071 денари за килограм. Во продолжение од вестите, спорт. Клубот за гимнастички спортови Кочани патува на гимнастичкиот повеќе бој во Охрид со 14 гимнастичари. Фудбалскиот клуб Осогово врши упис на нови членови. Членовите на Клубот за гимнастички спортови Кочани патуваат на гимнастичкиот повеќе бој што ќе се одржи во Охрид од 30 јуни до 5 јули. Клубот за гимнастички спортови ќе учествува со 14 надпреварувачи во сите категории, 9 во женска конкуренција и 5 во машка.
Тоа е уште една можност за кочанските гимнастичари да остварат забележителен резултат откако го освоија првото и второто место на државните турнири во А, односно Б лигата, одржани неодамна во Битола. На минатогодишниот гимнастички повеќе бој, клубот за гимнастички спортови настапи со 15 гимнастичари, од кои 8 во машка и 7 во женска конкуренција. Во машка конкуренција беа освоени 2 први, 2 втори и 1 трето место, а забележителен успех беше постигнат и во женска конкуренција со освојувањето на 1 прво и 1 второ место. Повеќе бојот исто така беше одржан во Охрид. Фудбалскиот клуб Осогово врши уписи на нови членови за сите заинтересирани родени помеѓу 2002 и 2010 година. За работата на тренинзите е подготвена посебна програма. Тренинзите ќе ги води Стефанчо Цветанов, кој поседува УЕФА Б диплома. Уписите течат од 1 до 11 јули од 16 часот и 30 минути до 18 часот на градскиот стадион Никола Мантов. Уште една информација од спортот. Заврши летниот камп на ракометниот клуб Металург. Раководството на клубот изрази задоволство од организацијата на настанот. Виничките млади ракометари од секцијата на Металург, односно клубот Тороспорт, во кој членуваат и деца од Кочани и други населени места од околината, го посетија кампот во првата смена. Оставија силен впечаток и покажаа дека виничката секција може да биде потенцијална база за регрутирање ракометари и во првиот тим на Металург во иднина. Своето задоволство од работата на кампот по неговото официјално завршување го изрази раководството на Металург и Академијата Металург. Председателот Левче Китевски истакна дека Академијата Металург врши огромна работа при создавањето и едуцирањето нови генерации ракометари и ракометарки и дека во тој систем се вклучени околу 1700 деца од сите делови на Македонија. Летниот камп на Металург секогаш го означува крајот на ракометната сезона во Академијата и дава одлична можност за забава и игра на децата, комбинирани со унапредување на нивната ракометна вештина. Посебен акцент е ставен на фактот што примерот на клубот се повеќе го користат и други, па неколку кампови се организирани во истиот период, иако сите тие се разликуваат од оној на Металург, бидејќи се поставени на комерцијална основа, за разлика од овој што е клубски за децата од младите школи. Задоволни сме од масовноста на нашиот овогодишен камп, бидејќи во Охрид дојде секое четврто дете од нашите школи, а тоа ни создава обврска следната година да бидеме уште подобри и уште помасовни и покреативни, велат од раководството на клубот. Делот со одржавите се достапни на канал 8.mk. Следете вести на канал 8. Пријатно.